Областа Хернерсари во Хелсинки испишува историја зашто по улиците ќе почна да се движат автоматски автобуси без возачи. Патниците и возачите ќе мораат да се навикнат да гледаат како минибуси и роботи се договараат кој има предност на улицата, откако градските власти во средината на септември одлучија да го тестираат овој револуционерен превоз. Идејата стана реалност со новите закони кои дозволуваат возилата на патиштата да не мораат да имаат возач. Локалните власти добија зелено светло од одделот за безбедност во сообраќајот, наречен Трафи. Граѓаните немаат ништо против. Па ако знаеме какви возачи има на улиците, имам верба дека ова е иднината. Се разбира дека автобусите треба да се тестираат и многу технологии треба да се комбинираат за да профункционира како што треба, вели овој жител на Хелсинки. Во целиот процес се вклучени и други играчи кои работат на автоматизација на сообраќајот. Според водачот на проектот, наречен Метрополија, самоуправувачките автобуси во иднина би можеле да се користат како на дополнување на постоечките јавни транспортни опции. Ова всушност е голема работа во моментов. Не постојат повеќе од неколку проби од ваков вид, вели Хари Сантамала. Можеби Хелсинки е првата метропола во светот која што ќе добие роботизирани автобуси, но не е прв град во Финска кој што го прави овој чекор. Лани соседниот Вантаа промовираше слични возила за време на сајмот за домување. Но тие оперираа на траси на кои сообраќајот за други возила во тој период беше прекинат. Во новиот случај, тестирањето на трасата ќе биде вистински предизвик, зашто ќе се одвива во реална сообраќајна средина која постојано се менува. Оние кои се склони на брзо возење ќе треба да ја прилагодат брзината со автобусите роботи кои просечно развиваат 10 км на час.